Добро вечер. Ова е најновото издание на Лица. Вечерва ќе зборуваме за приказната на Кристина Кузманова, чија животна желба да посвои дете се исполнува во 2013 година. Но што се случува кога нештата ќе се искомплицираат, кога институциите ќе затаат и кога на површина ќе излезат работи кои што не се толку убави ниту за слушање, ниту за гледање. Незината приказна провеува низ медиумите во последниот период и на изненадување на многумина почнува, односно немаше епилог, сега почнува да има некаков епилог, но за тоа низ што се таа поминала во изминативе 4-5 години од приказната на самата Кристина Кузманова. Повели. Добро вечер. Добро вечер. И добре дојде. Добре, Се надевам дека во овие 40 на 50 минути ќе успееме да дознаеме низ какви се лавиринти и перипетии поминала Кристина за на крајот повторно приказната да има не така убав епилог. Да. Повели. И уште едно добро вечер за Кристина. Добре дојде. Добре, најдов. За да ја дознаеме приказната со целата незина хронологија која почнува 2013-2012, јас сакам прво да слушнеме која е Кристина и зошто воопшто се одлучила да посвои дете. Кристина од Скопје. Да, само потекло од Кочани. Потекло од Кочани, значи од како знам за себе Скопје. Иначе сум од, што би рекле, ама патриархално семејство, единица, немам ни брат ни сестра. Работниот век во Скопје како? Да, прво македонска телевизија, иначе сум уметник. Македонска телевизија прво маркетинг, сега сум во документација на за ленти, видео ленти, мислам во македонска телевизија. Како е, добро е. Може и подобра. Да. Добро, Кристина, 2012 година конечно ви се исполнува желбата да добиете дете на посвојување, иако тој обид и таа борба трае подолго време, пред 2012-та. Кога воопшто прв пат аплициравте? Па како ќе му да е, ја чекав, кога е тоа компјутерски, ама јас утепав чекајки. Колку брзо ќе биде. Не, јас сакам прво да прашам зошто се одлучивте? Јас претходно сакав и да немав нешто за брак успешен. Не сте имале бракови? Не, и решив да не се мажам. Бев на лекар за вештачко оплодување, ама више беше годинките више. Доцна. Да, доцна. Зошто толку задоцнивте? Предходно немавте желба да имате дете или? Па не, затоа што прво со ово се привлекуваше со тој дечкото што требаше се земе и некои проблеми. Па после тоа се доека завршат тие перипетии. И после се реши да бидеш самохран родител, така? Да, практично. Да. Имаше таква ставка во трудо социјала за самохран родител и поднесов документи, комплетно се што им беа потребни од судство, на осудено. Што е потребно за да се посвои дете? Какви критериуми треба кандидатот да исполнува? Предпоставувам знаеш пошто си се занимавала со тоа. Мислам да има своја плата, да има свој стан, реков вработена, неосудувана. Партнер не мора да имаш? Не, затоа што беше за самохрана, да. За самохрана. Искрено кажам, не се сеќам, више еден куп знам документи беа. Ама овие се основните критериуми. Да. И која година прв пат аплицираш? Па речунајте, скоро 5 години. Више како ќе му дојде. 2012 до 2007, 2008. Така. И тоа беше период на
чекање, 5 години чекање, Да, велиш, да, чекав кога е компјутерот одма, за малку ќе ми стечеше више и ако не побркав малку, ќе ми стечеше и правото на посвојување, посвојување. бидејќи Спрема годините. годините, да, ќе ни фе тоа спрема годините. И сега тој период на чекање, 5 години, во што се претвара? Во исчекување, во неизвестност. Какви совети добиваше тогаш? Што треба да направиш за да се забрза процесот, за да добиеш дете? Ако имам некој да побрка врска, колку да побрка, ништо повеќе колку да побрка, за да Се забрза. да не истече рокот. И бркаше ли луѓе за Да, една особа. Ти заврши работа на крајот? или? Да. На Што пријателка. значи тоа, еве? Тој процес на посвојување деца во Македонија одамна како приказна Да. е мистерија, ама се повеќе станува јавна мистерија за тоа, нели? Дека треба да имаш луѓе, да треба да дадеш пари и така натаму, за да конечно успееш да За жал. добиеш дете. Еве овој што ти помогна, како ти помогна? Само и се јавија на таа, што после ќе ја спомнуваме, таа особа. Изгледа на неа и се јавила, не знам. Зашто она ми се јави мене, за да посвојам дете. Изгледа успеала таа особа, успеала преку неа и она директно ми се јави мене на телефон. И ви рече? Они прво ми понуди близначиња. Близначиња 2 женски. Кажав дека не можам да со двечки. И толку беше, рече ќе се јавам, кога ќе видиме ако има нешто, ќе се јавам повторно за да видиме што. Тука се поставили прашањето или имаше предност тоа што чекаш веќе 5 години и така натаму, или тоа не се спомена? Не. Доволно беше некој да дигне телефон и наеднаш Кристина да биде Да. кандидат за посвојување. Кажуваат компјутерот, да изфрли компјутерот. На компјутерот ако не му дајете податоци, што ги сврли. Мислам, нормално. Какви совети други добиваше во тие кругови додека трае борбата за дете? Што ти зборуваа луѓето одоколу? Има шанси, нема шанси, борбата ќе биде јалова, ќе добиеш дете, нема да добиеш. Никој ништо. Никој ништо. Чекав. Едноставно чекав. На колка Одев, тропав на врати за да убрзам. Ништо. ти аплицираш за дете кое што не е доенче или многу мало, туку за дете кое што веќе има Да, затоа 3, што 4, 5 годинки спрема возраста, твојата. спрема мојата возраст, така и се дава децата. Спрема возраст. Така им бил законот, мислам, тоа е нивниот закон. И сега 2012 се случува тој убав ден кога ти јавуваат дека Да. можеш да посвоиш Ме дете. праша дали детето беше ромче. Дали бирам, викам не. Детето си е детенце. Нема што да бирам. Не може ради близначиња дека двечки. А онака не бирав. Мислам, националност тоа. Дете си е дете. Неважно, Да. така. Да. Добро. Кажа дека не ти е важно и Да. потоа После ме пратија, мислам дека писмено добив од тие старателите, дом семејство. Пардон, од Центарот за трудоција. И се запознав со тие особи од трудоција, Доброслав Цветовска и Елена Анчевска. Имаше уште една Марта, 3 члена комисија беа тие. ве повикаа на запознавање. Тамо, да. Тогаш беше кај железничка станица Центарот за трудоција. После го префрлија. И ме повика. И Што се случи на таа средба? Многу некоректно, мислам, само ми закажа тој и тој ден. Вие ќе си фатете такси, ќе дојдете од дом семејство од Куманово. Ние ќе си дојдеме со службена кола, таму ние ќе ве чекаме. Мислам, абсурдна работа, глупости. Извините вака што кажам глупости. На таа средба имавте ли нешто повеќе од обично запознавање или обична информација каде треба да дојдете со такси? Имаше ли
неколку прашања да ви постават спремна си, не си спремна и така натаму? Не, воопшто. Изгледа била запознаена од таа што ми се јави Ленче Коцевска. Знае. Изгледа, да. Изгледа знае и само се представи дека сум ја таа Кристина Кузманова за Добро, за колку дена одиш во Куманово? Да го земеш малиот Така, Марио. мислам, не на недела, мислам дека беше. Ми закажа, оне ми закажа. И од Скопје фатив такси за Куманово. И мислам, дочеко беше мајко. Буквално... Ајде малку подетално, доаѓаш во дом семејството, Да. тогаш ден прв пат го семејството. гледаш малиот Да, детето... Марио, онака како што ти потоа. И ја Марија го крси, да, Така е. иначе се викаше Бенџамин. Добро. Детето? Прв пат се сретнуваш со Марио. Да. Како изгледа таа средба? Знаеше ли Марио дека Не. ти си неговиот нов старател? Не, Не беше подготвен? не. Тотално нич, не. Што се Они случува беа на таа прва три средба? дечиња има чуваа тие луѓе и три машки. И она нормално со децата со точокот надвор. Не ни знае, не беше ни запознаено детето. Ја ко од ведро небо, он ко од ведро небо сирото. И се одвиваше надвор, на надвор ги потпишував и на колено и на зид потпишував документи. Имаше ли време да разговараш со старателите кои до тогаш го чуваа Марио? Да добиеш основни информации за детето, какво е, кои му се слабости, на што да се внимава? Ништо. Ништо. Тотално ништо. А можеше да прашаш ако сакаш? Не знам, тие ги вика баба и дедо, повозрастни беа. Бабата беше нешто наерна. Само кажа, многу ми е криво што немек ќе го земат од малецко си го, од пелени си го чувам, само толку беше тоа. И Не знаеше ништо за Марио, какво дете е. ништо. Видов после дека е хиперактивно. После да видов. Она што на прва можеше да го видиш физички, предпоставувам, гледаш здраво, право дете без Да, недостатоци било какви. да, тоа да. Од прв поглед. Како те представија воопшто тебе пред Марио? Што му кажа? Која си ти? Ова ќе ти биде сега мајка. И ништо повеќе. Така, А, со една баш реченица. Баш надвор. Тоа се надвор. Ето, тоа се утепат плачење. Буквално се утепат плачење. И они со влечкање го... Не сакаше да влезе у таксито, па моравме да го... А они тотално незаинтересирани. Детето шок доби. Па моравме да го качаме стариот у колата, да вртеме кругчиња малку низ Куманово, па се симна он и ја више стварно не знам како го донесов до Скопје. Ја ке се мрднев со паметот. Сутепа детето од плачење, од шокови, од плачење. Ја више проплакав. Ја проплакав. Не може да го смирам. Што му збораш? Се попорекал. Сине, не се надој, убаво ќе живееме, мислам, не знам, више, ја бев више Во шок. шокирана. Да. Не очекував такво нешто, мислам, не треба да ми го или донесат, или у центарот, или не на таков начин ко... Да, во најмала рака можело да се разговара со него и да биде подготвено за... Точно. Стигнувате во Скопје. Да. Марио кога конечно се смири? И Детето го совлада шокот. плачејки заспа. После тоа кога се разбуди, гледа малку се беше посмирен, ајде, се избањавме, средивме, све е комплетно, гардероба, сум го облеков. И тоа ми беше најтешкото што другиот ден одма сакаше да спие со мене. Уште вечерта. Сакаше, ја го оставив у друга соба. Душа легна, ама само што легна, дојде кај мене. Му требало Додека некој мене, да да. биде до него. И од другиот ден ме завика мамо.
Мислам, шокантно. За мене беше шокантно тоа. Како изгледаше тоа прво утро со Марио? Дете ко дете. Не знам брзо дали го преболи, не знам, стварно не знам. Ја и оште мислам бев уште збуната од претходниот ден што ми се случуваше. И угодував, мислам, таа со количка купена нова, со се живото само да го расположам детето. Се борев, после се избегнавме, нели, се борев да го смирам со мајка ми. Јас беше склеротична, кажувам. Да, во тој период со да. тебе, поточно сега веќе со вас, со тебе и со Марио, живее твојата мајка, која што, за која подоцна ќе зборуваме. Меѓутоа, тогаш таа е во фаза на склероза. Да, ама не беше ни Но, нападна, никаква, само беше вратена во младост. Так, добро. Што видовте кај Марио во првите тие неколку денови, можеби недели? Какво дете е Марио? Бевте изненадани? Да. Фрапирани? Фрапирана бев, затоа што прво не знаеше, освен името, ништо. Тупово, како да го наречам, не знам. Се уплашив, мислам, кој изгубено. Но контактибилен, можеше да се разговара со него нормално? Да, ама онакво. Го однесов кај психијатар, позната, мислам, моја пријателка. Детето толку стварно врска немаше од животот. Добро, не Што не може било да има учено врска, ништо. тогаш има само 5 години. Сега можеме да збориме Да, дека не знае добро. основни работи, нели? Ма тотално ништо. Го однесов и беше, мислам, ми кажа дека хиперактивно, нервозно, живо. Тој и градинката кој беше, ми го кажа дека е доста немирен. Кој бев кај ова, ако имаше, ми дадоа тамо некои коцки, у триаголникот коцката, у коцката триаголникот, боичка никаква, која триаголник ли е ова ли е, мислам, врска нема. Јадење. Му направи супа со кнедли. А вика, ова е манџа. Не бе сине, викам, не е манџа, викам, ова е супа со кнедли. Вика, не, манџа е. Знаеш како се прави супа? Како бе сине? Вика, стае само вода и вагета. Тоа е супа. Викам, добро. Пробај, ако не, ќе правиме вода и вагета. Тотално неохрането. Дознав дека често ми се разболуваше. И после дознав дека прележал запалење на плуча. Ако се исподеше, ќе ми фатеше температура од градинка, ќе ме повика, па е навечер трчав во аеродром за инекции, за лекарства, за се живе диво. Првиот го заболе запче, па не само тоа што го заболе запче, му ги направив сите заби. Комплетно сите заби му ги направив. Првиот период на адаптација, нели тоа го нарекуваат социјалните работници, комисии, тие што доделуваат деца на посвојување. Период на адаптација кој што во вашиот случај трае 3 месеци со дополнителни 3 месеци. Да. Но овие први 3 месеци се први 3 месеци во кои многу нешта се случуваат. Вие, Марио, го имате кај себе. Дали комисијата или воопшто социјален работник во тоа меѓувреме доаѓа да ве посети и да види како функционирате? Да, секој месец доаѓа. Еднаш во месецот? Да. Добро. За да видат каде живеете, да види каде живеете и како сте се вклопиле, претпоставувам. Да. И? Доаѓа, тоа им беше, само што малку беа безобразни, што тоа после беа безобразни, што ме повикаат таму и тоа не со некоја сумја. Јас кај едната, кај Елена Анчевска,
А детето кај тоа мисла. После тоа обратно. Добро, тоа е легитимно, не мора да биде чудно. Добро, мислам тоа се случува после тие работи што одбив. Да, но да одиме со ред. Доаѓа првиот пат да ве посети социјален работник и добивате нели совет дека малиот Марио треба да посетува градинка, што е многу нормално, нели момент на социјализација на дете, па на крајот од денот сите овие работи што не успеал во првите години од животот да ги совлада, се основни да ги совлада, нели, во градинката, што се века. Да. Ја бев ослободена од тебе, работа. тоа сакав да речам. За адаптација не мораше, ама Заради периодот на адаптација ти не добиваш мораше, затоа што ја повеќе слободни- му обрнав внимание, повеќе кидевме у парк, кидевме вамо, кидевме намо, и онака ништо не го учеа таму, јас го учев. И букви, и тие што бои. рековме ние боички, јас го учев, таму ништо. Малку беше запоставено таму, малку си игра, не беа фер, Беше детето дискриминиран? посвоиче, да. Како? Дека е ромче и после тоа му се смеја дамбо со ушињата, клампави имаше кај ушиња. Па пуштив, малку му пуштив косичка, да не добие детето комплекс. Па и за тоа имав проблеми, зашто сум му пуштила косичка, мислам тотално ми се меша Во се. во све. Добро, првата посета помина во ред, Да. втората Втората во ред е после тоа доаѓа јас третата посета. Да, отидов само иницијативно, со бомбонјери и со цвеќе, да ја побарам Ленче Коцевска. Да се заблагодариш за Да се тоа што заблагодарам за тоа што, твоето долго чекање и борба да, конечно има резултат, да, ете, Марио е со земам тебе. детенце. Да. Одиш да се заблагодариш кај Кај Ленче Коцевска. социјален Она работеше у Министерството, валја социјален работник, како го третират, не знам. Беа две, излезе, кажи го, и тоа со закажување, доле ја не ја знаев како изгледа, по телефон се слушнавме, ама прво гледање ни беше тоа. Се качев горе, дадов тоа, излезе колешката и после она ми побара... Вие останавте насамо. Да, останавме само. 2000 евра ми побра. Јас знаев дека требаше да дадам пари, кога подпишував надвор у Куманово Во дворот. во дворот, Томислав Цветковски ми кажа дека треба да платам. Не ми кажа сумата, само треба да платам. Што да платиш? Да платам за детето што ќе го посвојува. На кого да платиш? Таму во центар, во Министерството. Со документ? Не. Јас кога спомнав, кога ми побара господјата Ленче Коцевска, тогаш кога го несо со бомбонјерата, вика да ми ги дајете парите. Не, викам, добро, не ги носам. Не ги носам. А знаев сумата, по телефон ми кажа. Ако е ромче имала најмала цена, албанче, ако посвојува албанец, има таа и таа сума, не се сеќавам точно како беа сумите. Албанче ако посвојува е поскапо, македонец ако посвојува е поевтино, и такви некои работи имаше у ценовниците. Моето испадна 2000 евра. Најдеградирани беа ромчињата у сумата. 2000 евра. 2000 евра, Чините. да. 2000 евра. А онаа првата врска што ви вршеше работа, да го забрза процесот, ви кажа некогаш дека треба некаде да оставите пари за ова? Не, Не ве подготвија во таа фаза, не, значи не. малку подоцна. не. Јас цело време си знаев, јавна тајна е дека се пари. Мислам, тоа е јавна тајна. Кој да посвојува, тоа е јавна тајна дека плаќа. Сега која сума не знам, ама јавна тајна дека се плаќа. И јас сум припремена за плат. И без да ми ги каже, ја мислев дека требаше да се плати. И без да ги испомнува, ја мислев дека требаше да се плати. Да. Но вие се доаѓате со Марио во фаза кога се уште црно на бело, Марио не ти припаѓа тебе, нели? Периодот на адаптација се уште трае. Да. И пред да се потпишат официјалните документи, конечно некој вие бара сумата.
што Да. треба да ја дадете. Да. И ја и реков, нема проблем, ќе ја дадам, утре за утре ќе поминам, дайте ми црно на бело, за утре на шалтер, како што ми кажа Томислав на шалтер, после адаптацијата, да не на шалтер викам, па да не ми барат, викам. Така ќе покажам, викам црно на бело, дека сум платила, за да не ми викам барат. И Од тука Тука- почнуваат сите проблеми. да, за препреките и од тука почнаа проблемите. А мислам толку нефер да си каже искрено, да се заткрива така со маски, да си каже искрено, зашто душата ми извади. Животот ми го ништи. Ајде сега да видиме како почнува тоа тркалање надоле. Откако си бараш црно на бело, дека ги даваш Да. парите некому и некаде, што почнува да се случува во твојот живот? Тие тоа веројатно сега веќе го сваќаат како твој отпор, нели? Веројатно Изгледа. дека не сакаш Изгледа. не Не сакаш знам. да ги дадеш парите. Не знам. И како Стварно не почна, како почна се да оди надолу? Секоја посета почна Томислав да се фати за прво се фати за косата зашто сум ја пуштила. Му кажав зашто. Добро. Затоа што Дамбо го вика душињата да не добие комплет детето. Добро. После еден период кој се радуваше, детето се радуваше дека научи да чита, научи букви, научи бројки, научи боички, му раскажуваше на него, надуваше. Па малку нешто така, лабавија. После тоа, другото доваѓање, пред истекувањето на првата, На првиот првиот 3-месечен тримесечен, период. да, не знаеа што да измислат, се фатија за мајка ми. Точно ми кажав дека мајка ми фати склероза, ама се фати у младоста и он е искрено пред нив си вадеше од гардеробата, си ставаше у торба и они го тоа нарекоа дека јас сум била прљава. Да, уедно мислам дека и така го напишаа. После тоа, мислам дека другото доваѓање, морам да ми се закани, морам да ја остранам мајка ми, иначе нема да ми го дадат детето. Наводно мајка ми го се чушкале, го штипела, не знам што му правела тоа, мислам, тоа го искажуваше после и на судењето така. Мислам, го искажуваше. Тоа го виде со своји очи или? Ма немаше врска. Тоа го искажуваше на судењето. Тој го искажуваше. А мене ми викаше да подхитно да не да дада мајка ми во герејат. Не, пардон. Прво со сила ме надува у Бардовци. Отидов 2 пати у Бардовци и они ургирали изгледа, Томислав. Ама на крај директорката не можеше да прифати. Вика ќе ја утепат со жената, жената е само склеротична. После се враќа она. 3-4 сата, па ќе се вратиш она, да. Вика, вие будалите, вика, ќе ја претапат жената. Ја не можам да си земам таква, вика, одговорност. И 2 пати и ме одбија. Ајде после, Томислав продолжи, ме уценуваше, мајка ми да ја дадам, па да ја дадам, иначе детето ќе ми го земат. Уцената како беше? Да, мора мајка ти Да, или за да детето- детето ќе ми го земеле. Добро. После запна за Ти гериатрија. тука решаваш да се откажеш од тоа да биде мајка ти со тебе и предпоставувам на крајот се согласуваш да биде однесена на гериатрија. Не, со сила дојдо. Први пат Томислав ми Како кажа тоа дека... со сила? Нели треба некој да потпише, да се согласи? Да, тоа ме праша и у суд, тоа ме праша и све. И ја буквално дојде Томислав со кола, ја ставија мајка ми, он први пат не успел, он разговарал, не успел да наде. Он ми кажуваше дека ќе ја стави у гериатрија. Викам, те молам, ако више треба да ја останам мајка ми, што ми се заканувате, дајте почекайте да се средам, да ја ставам во дом, некој асилен дом, знам што е гериатрија. Не, се понивно се тера. И еден дојде, ја собра, јас со такси одење таму, со еден другар, Зоран Сенес, добро човек.
И знам се јавија на директорката, ама ја не знаев дека првиот пат не успеал, Томислав. Него, другиот ден, искрено да кажам, после они ме пратија, они беа присутни, кој ја однесува, они ја однесува. Ме пратија у другата просторија, ја дури не се сеќам дека требало и Зоран потпишал. Дека се согласувате? Ја не се сеќам што пишувало дека демек самоволно ја оставам на листата. Ја бев шардисана. Шардисана бев. Ја оставија, другиот ден ја одам, ја гледам мајка ми залегната, викам што е работата, збеснав, тогаш збеснав, си кажувам. Што е работата, вика па шеташе по ходници и викаше мајка ми, ја бара мајка. Викам па и кај мене ја бараше мајка, викам. Зашо ми ја земавте, викам кај мене ја бараше мајка. Вика не, и јас беснав, викам дајте ми директорката. Тогаш, мислам, знаев само дека е женско директорка, ништо не повеќе не знаев. И она така дрско, тогаш дознав дека Спиро Рицовски уригира. Министерот. Тогаш, тој период, 2013 година. Он уригирал и кога ми се споразвика, што сакаш ти хотелска соба ли, нега ли, одвај тука луѓето наоѓаат за кревет, да, за кревет, а не по моје барање. Добро, мајката успева да ја извадат 15 од твојот Таму дом. почина. И почина таму Да, после за 15 дена. Точно 15 дена. дена. Да. Диагноза? Ништо, ја подуа од кој зашо и става. Ништо непокретна ја направија. Не знам. Но во тие 15 дена се случуваат и други работи. Кога е Мариово прашање. Да. Значи мајката, односно бабата, веќе ја нема во домот, но многу работи се случуваат во градинката. Тоа беше паралелно, не, кога почина мајка ми беше. Да. Откако почина? Да, се извинувам. Кога почина, Што се тогаш. случува? Каков повик добивате? Јас си бев во Пиум, да се средам документација гостев. Од мој стан, од моја куќа, освен гребнатинка вечерта, го гребна мачето, моја маче, мислам, вакцинирано, све комплетно. Добро, значи тоа било ваше маче. Да, домашно маче. Ја на пети спрат живеам, не е излезено, освен на тераса, што е, не е излезено нигде. Добро. Чисто маче се, го гребна тука, вечерта плачеше, па не знам што се снајдам, со кантарионче му ставив на фласерче. И други ден го однесов у градинка, ненормално, и заминав за средиш работа за да пиум, да. За да. И ми се јави Елена Анчевска, ништо не ми кажа што е, како е. Немаше ништо модро, освен имаше тука една модрица на левата нога, ја секоја вечер го баѓам, како мало дете. Имаше и викам што Марио шо вамо, Николче додека јадевме цело време ме клоцаше. С неговите зборови ги кажам ова, го цитирам. Така. И немаше никакви повреди, освен гребнатинката од мачето и Модрицата. Таа модрица, мислам дека беше на левата нога, тука негде мој дел. И ми се јави кога бев Пиум Елена Анчевска И ве вика каде? во градинката. Не ми кажа зашто, викам само да ги подадам документите, ке дојдам, баш врнежливо времето од фатив такси и баш се сеќавам ово. И отидов директно во градинката. Тамо беа собрани, мислам, сите. Не треба се повикам проја, него беа собрани сите. И од министерство, и сестри, и местри, и се живи диво беа собрани. Добро. А мене последно. Мене последно. И за што станува збор? Што станува збор? Памето ми го извадија. Ме пречека, место да ме пречека таа што е вработена у градинката, ми отвара врата Елена Анчевска, се поначе како да е тоа незина својина. И ти викаат? Буквално вака
ми нагрна, си го тепала со каеш, си го тепала со јаже, ја гледам ко теле, извините вака на изразот, ко теле шара на врата. Не знам што се случува. Она се дере, вика, а ја не знам што се случува. Шрдисана. Полека влегуваме као едно така фоенце. Она од нервоза, беа сите собрани, беше и таа медицинската сестра. Ја прв пат не ја запознавам таа медицинска сестра. Таа медицинска сестра со Томислав и детето отидовме за да го запишеме детето. И одма се запиша детето. И тоа градинката карче мене што луѓе чекат со месеци да запишат дете. И јас мислам со тие објаснивни, да, за една недела се стави детето у градинка. Ја не ја знам, Марија, не ја познам од она, значи втор пат ја видов во тош, ком повика за наводно семено насилство. И тоа го констатирале како? Не знам, они како што кажува у судењето, на судењето, дека било тепано стари повреди, нови повреди. Не, дали имаше нешто од тоа видливо на неговото тело? Мене не. Они кажува позади ушето, целото тело, кај нозите, кај више со трактор да го газев, спрема судот што ми покажа, со трактор да го газев, па толку немаше да... Имаше ли фотографии од повредиве? Да, не што ги беше тоа дете. спомнува? Молам? Не беше тоа дете. Како знаеш дека не било тоа дете? Не беше тоа дете, зашто Мислам, ти знаеш затоа што велиш тоа не си го правела, но на фотографиите тоа што го виде, се обиде ли некому да докажеш дека тоа не е истото дете? Тоа се фотографии што ви ги вадат за време на судскиот процес, претпоставувам, така? Како доказ. Да, изгледа од вакво, он однесува на лекар. Уште на лекар се имаше кај докторите. Влегол у да речеме 15 часот, да речеме психијатрија, влегол да речеме у 15 часот на травматологија. Се поклопуваат нелогичности. И тука нелогичности. Уште у самата болница нелогичности. Јас се побунив. Детето со сила го бутка од градинката, со сила го зима, со сила го бутка, го разбудија ко бев јас у градинката. Анческа цело време викаше, Елена Анческа цело време викаше, и Марија, таа медицинска сестра, ме напаѓа, ме вреја. Детето го разбудија, Томислав влезе, само го зема детето сонливо, го зема за рака, го пикнува на друга просторија таму, вика, кај клавирот, така го нарекува тоа што знам. И ги немаше на време, за тоа време вија Елена Анческа собираше уранчето алиштата, викат. Тебе те повикале практично за да видиш како го земаат Марија од тебе. Така? Така ќе му испадне. Тогаш го земаат Марија? Да, за жал. И тогаш го гледаш? Последен пат? Детето, од кога го извади од просторијата, го тегна на кај вратата. Тука сам успеа да му се приближам, дури ме бута. А Марија како реагираше Плачеше на сетото? Се тргаше, со сила го пика у кола, Томислав го пикаше. И јас се изнервирав и викам на Анчевска, Значи Елена втор Анчевска. пат за 3 месеци Марио на сила е од некаде одвлечен, ставен во кола, оди некаде, детето не знае каде го носат и така натаму. Така, шокови за него, шокови за мене. И тука таа средба како завршува? Што ти И на велат? крај Анчевска, јас се изнервирав и кажав на Анчевска, викам, слушайте, ја не сум дом семејство за пари. Јас сум потенцијален посвоител. Имам право да дојдам, викам, почекајте ме, нема место со такси. Елена ме бутна, паднав пред градинката, се качи колата и шишна. И дури вечерта од 9 саат, што немат законско право, такво, вечерта од 9 саата ми кажа дека детето више дадено у дом семејство. А после тоа ми стигнува писмо дека ми се одзима детето. Мислам, Што се наведува како причина во писмото? Зошто ти го одземаат? заради повреди за семено насилство. Семејно насилство. Но тоа не завршува на писмо, туку завршува и на суд. Да. Не знаев ја дека ќе ми дадат на суд. Јас од тие шокови
А баш на погребот детето немаше ништо. На погребот од твојата мајка. Да. Така. Ги молев да не дојдат, инсистираа баш на таков чин. Мислам, толку нефер. Таков чин. Добро, дојдоа. Океј. Сега е океј. Тоа беше на 25 март. 1 април. Бараше детето да му купам Бетмен, да биде Бетмен. Одвај рантаран низ Скопје, Бетмен најдов. Све океј. 1 април. 5 април се случува ово, што ми го зема детето. Од све океј, не пипнато, Целиот тој март, не пипнато, така, целиот тој март додека нели претпоставам од таа прва средба кога ти ги бараат парите, дали после таа твоја прва реакција кај што прашуваш каде треба да ги уплатам јас овие пари да добиам црно на бело, дали после тоа повторно некогаш по било какова форма беше наметнато тоа како барање или на тоа заврши, на ова првото? не го зема детето и Не, зборам за парите, велиш тогаш Ништо не, тоа не се спомнува ништо не, цел не. месец. Не, ја чекам на дотацијата да заврши и да Добро. мислам да Сега, си и ги кој да те си ги тужи на платам. крајот? Те тужи? Јавно обвинителство. Јавното обвинителство те тужи Да. за семено насилство. Да. Судскиот процес трае 3 години, завршува со 3 години лош условно. епилог за тебе, ти си 3 години условно осудена Да. за семено. Да. Без Насилство. побарав вештачење, побарав сведоци, ни мои вакво кажи ни вештачење и тоа реков ке платам за вештачењето, затоа што не беше тоа дете тоа. Значи, Овие тврдиш дека кажуваа на- дека модвици, вамо, намо, стари, нови, вакви, онакви, вештаците, вие лекарските вештаци, доаѓа, мислам, зборуваа, што немаше, мислам, благе везе, барав ја вештачење. Една многу важна работа, иако е малолетен. Беше ли Марио во текот на процесот Не. испрашан, прашан? Не. Дали тоа што Ја не се сум го збори видел детето од или тие од слики како што го се зема, гледа? од тој ден јас не знам ништо за него. Томислав на судењето кажа дека било посвоено надвор од Скопје. Ти пред после- известно време дознаваш дека Да, се уште е лани, се уште е на некоја листа на случајно чекање. така ме пронајде човекот што го зема ова, му починала бабата, више сам останал, децата ги земале и тие другите две. И ме пронаѓа и ми кажува, ме прашува дали Марио е кај мене, вика, не, вика, знаев, викам, зашо знаевте, од кај знаевте? Вика, затоа што се појавува, вика, во листите на, ми кажа, во листите на Деца кои што чекаат се уште за посвојување. за посвојување. Да. Значи, тој период, Томислав излажа дека било посвоено. Тој период за време на судењето, зборувам. За време на судењето. После твојот пуштен глас во јавноста за овој случај и моите информациите на колешката која што го работеше овој случај, е дека се јавиле уште многу луѓе кои што доживеале и преживеале слични работи. Јесно. Како што самите рековме, тоа е некоја јавна тајна под мистериозен вел некој, за кој што сите знаат, дека некаде некакви пари завршуваат ако сакате да добиете дете на посвојување. Но нештата во последните месеци се променија. По она што вие го кажавте, а веројатно се јавиле и други, основното јавно обвинителство сега отвара истрага, но во спротивна насока. Јас уште Односно, кога беше судењето, само да докажам. да, повелете. Односно, сега под истрага се сите стручни лица кои што на некој начин биле инволвирани во случајот. Да. Сега повели. Јас уште кога беше кога зема детето, побарав работам на македонска телевизија. Побарав да тамо да дадам Да ја кажеш јавно приказно. јавно. Самата новинарка ми рече дека имала закана од министерот, ако ја искажам вистината, дека ќе биде истерана од работа.
Не успеав. После, ова се испадна така некој случајно, се познам со доста новинари, нормално. Што се случи по сторијата? Што се случува деновиве? Да, деновиве се зазема Основното е јавно обвинителство. да, да се открие вистината. Јас само како мало дополнување на ова што го зборуваме, краток прилог за тоа што деновиве основното јавно обвинителство прави по прашање на овој случај. Јавното обвинителство во изминатите години не можеше да се пофали со голема бројка истраги отворени под опрен глас. Гласот на Кристина Кузманова овој пат одекна во обвинителството. Јавната тајна дека се бара мито за да се посвои дете конечно е во рацете на истражните органи, откако Кузманова во јавност го обелодени нејзиното искуство со службите. Обвинителството почна да истражува пред се за тоа што во јавноста беа посочени директни имиња на лица од Министерството за труд и социјална политика, кои побарале пари или учествувале во, како што вели Кузманова, монтираниот случај. Прва на распит беше повикана службеничката од Министерството која се сомничи дека ги побарала парите, а во ист ден пред обвинителот седнала уште една службеничка во својство на представник на Министерството. По нив повикан бил и службеникот од Комисијата за посвојување, кој се водел како законски старател на детето до посвојување. Минатата недела сослушана беше и медицинската сестра од градинката, која ги открила наводните повреди и која одиграла клучна улога во судскиот процес против Кузманова. Името на медицинската сестра се споменува и во корелација со поранешниот министер за труд и социјална политика Спиро Ристовски. Од извори во обвинителството дознаваме дека Спиро Ристовски исто така ќе биде повикан на распит. Во обвинителството ќе бидат повикани и сите лица кои се јавуваат како вмешани во случајот на Кузманова. Поради летните одмори, обвинителството продолжува со работа на случајот на Кузманова по 14 јуни. Актуелната министерка Мила Царовска, прашана за овие обвинувања, рече дека не е истражен орган и дека ќе соработува доколку побара обвинителството. Но освен основното јавно обвинителство, за овој случај се произнесоа и уште неколку други институции. Детската амбасада меѓаши прва побара од обвинителството сериозно да ги свати обвинувањата на Кузманова и да ги истражи состојбите во службите на Министерството за труд и социјална политика. Голем број поплаки и обвинувања на сметка на службите стигнуваат до меѓаши, но проблем за натамошното постапување представувала анонимноста на жалителите. Од детската амбасада велат дека се пријатно изненадени од брзата реакција на обвинителството. Ова беше прв пат Кристина, која што е засегната во целиот овој случај, која што го потегна сето ова, да дојде во детската амбасада Меѓаши и јавно да сака да проговори. Детската амбасада веднаш, значи уште вториот ден направивме еден состанок и веднаш се покрена целата оваа акција, од која што верувале или не, ние сме малку и позитивно затечени од брзата реакција на обвинителството во сето ова. Оваа истрага според Меѓаши ја отвори Пандорината кутија, бидејќи постојат сериозни злоупотреби од службите во Министерството кои работат со деца. Мене најмногу исто ме заболи, затоа се израдував кога ја повикнале медицинската сестра која што сведочела дека наводно детето е тепано, начинот на кој што сето тоа е изведено. Значи детето да го однесеш во градинка за да дојде стручна служба од Центарот за социјала, без да и најави на потенцијалниот родител, старател на кого пред они го дале детето и без да каже нешто. Заедно со службите од предучилишното тука е комплетно вклучено Министерството за социјала, значи градинките се под нивна надлежност. Сето тоа, они на насила и го одземаат детето. Чи тоа е како некој тежок сон кој што е многу агресивен и многу лош и јас се надевам дека тоа дете е здраво, живо и дека нема трауми од сето тоа што го преживеало. Од детската амбасада вела дека ваквите состојби во Министерството најштетно влијаат врз децата и дека им создаваат дополнителни трауми во веќе очајната состојба. Освен Меѓаши, индиции за злоупотреби стигнале и до народниот правобранител, кој пак отворил сопствена истрага за социјалните служби.
Освен сомнежите за мито, постојат и сомнежи за сексуална експлоатација и злоставување на малолетните штитеници, но и сомнежи за сериозна институционална поврзаност. Омбудсманот истражува каде завршуваат децата на малолетничките кои се пораѓаат на скопска гинекологија. И ние добиваме морничави информации по однос на таквите состојби и по однос на состојбите во клиниката за гинекологија. Имаме информации дека деца од таквите центри абортираат и се пораѓаат во клиника. Сомнежите кои Мемети ги нарече морничави се тешки за докажување, пред се поради организираната поврзаност и меѓусебното штитење. Неговата истрага се уште не е завршена, а наодите најави дека ќе ги достави до обвинителството и ќе ги соопшти на јавноста. Омбудсманот ја наметна и темата дали поради ова се манипулира и со бројката на смртност на новороденчиња. Кристина, еве, видовме накусо дека подопрен глас, основното јавно обвинителство се завзема за случајот, медјаши е со свој став, народниот правобранител е со свој став и така натаму, и така натаму. Како ти изгледа после се оваа твоја борба или овој твој крик, освен што ти го уништија тебе животот? Ме уништија, може ли сама живеам, ме уништија, секој поглед ме уништија, искрено да кажам, дори не ми се живее, да толкова. А по мојот допрен глас, не знам, некако, Мислиш ли просто дека зашто сум отворена, ја секоја сум отворена во животот, може би и за тоа страдам. Вистината секој ќе кажувам, многу ми се постави министерката незаинтересирано. Ја не можам да изигравам полицаец, така нешто, не знам како беше тоа, како го искаже. Па директор на фирмата па ќе се заинтересира што се случувало. А предходно, кога пред да ја изберат, ветуваше коли планини дека сите корупции, се живи диво ќе се сега нешто наеднаш. И се уште не верувам на судството. Се уште не верувам во судството. Ако се смене нешто, не знам. Мислиш ли дека по овој твој глас и крик ќе се јават и други кои доживеале, преживеале или можеби во моментов преживуваат? А мислам дека има страф кај народот. Барања, уцени и Мислам така дека има натаму. страф кај народот. Тоа е страф. По линија на помал отпор, нели, подобро да молчам, еве ќе ги дадам парите, ама да добијам дете, нели, да остварам целта на крајот. Може се и уценети. Мене више не ми треба живот и за тоа више ми препукна и за тоа отвори душа за све. Што би им порачала на овие од институциите што ти го направија ова? Само правда. Правда. Секогаш правда. Правдата да биде задоволена, зашто народот го малтретират. Во секој поглед народот е измалтретиран. Еве, јас сум оштетената и со родител и со дете. Јас сум уништена. Те уништуваат. Сам крајно го уништуваат народот. Греота. За крај, што би им порачала на оние кои што сакаат да влезат во оваа битка и да се обидат да посвојат дете? Не Што знам. би им порачала Не на... знам. Стварно не знам што да почнам. Така На е, штета, што на поминав што јас, така што поминав јас лошо, што Твојот совет не е добар. После твоето искуство подобро да не даваш совет, или? не. Ќе се прекидам, ќе се возражам. Не знам, стварно не знам. Ја многу лошо поминав. Животот ме го ништија. И будала ме правеа. И што не ме направија? Добро, еве, на крајот да се надеваме дека правдината ќе победи. Но Дај сепак и Боже. да не ги демотивираме сите оние кои Дај влегле Боже. во борбата за посвојување деца, се надеваме дека правдата секогаш ќе биде на виделини, дека ќе Дај се Боже. работи според правила Би сакала и и јас. прописи, а не според фиоки. Би сакала Кристина, јас. ти благодарам што вечерва ја подели твојата приказна со сите наши гледачи. Благодарам и на вас. Биди добра. Фала, благодарам.
Вам почитувани ви благодариме за вниманието и се гледаме повторно за 7 дена. До тогаш довидување.